Днес присуствувате на нашата четврта поред изложба, која што организираме секоја година. Тоа е веќе кај нас традиција и како што можете да забележите, времето не послужи, многу добро е и имаме гости од Бугарија, од Србија и од повеќе градови од Македонија. Очекуваме да дојдат уште едно 15 на коли и треба да видиме вкупно некаде околу 70. Какви се возила има тука? Отприлика според годината на производство? Според годината на производство имаме коли од 42 година па наваму. Највеќе имаме шевролети, американски коли што се, понтијаци, корвети, имаме и мотори BMW од 42 година кои што се премногу атрактивни. Сите учесници ги следува мајца и благодарница и имаме пехари за категории, имаме на прва, втора и трета категорија, ќе ги доделиме после да видиме прво со консултација со колегите овде, ќе видиме на кого ќе припаднат пехари имаме и очекуваме дека денот ќе биде прекрасен, како што гледате од претходните денови, денес е прекрасно на вистина ствар. Мајки предвид дека има доста возила, сигурно сте задоволни, еве како? Ние сме презадоволни. Тоа за нас е преголем успех, како што сме почетници, веќе трета или четврта година организираме. Тоа за нас е голема работа, убава. И моментално користиме прилика да се запознаеме со некои колеги што само сме се гледали со нив на Facebook и сме разменувале некои искуства. Сега директно со нив се запознавме на лице место, дојдоа сите задоволни и тие и ние оште повеќе што не поштува, не радува многу што не има некои со 500 километри што се дошли кај нас тука. Pre svega, dobar dan. Ja sam Dragan Marković iz Vranja. Ovo je auto Saab 96 iz 76. godine je ovaj model. Inače, ponos švedske autoindustrije u to vreme. Jedan od interesantnijih modela, model koji je firmu Saab proslavio. Erik Carson je 3 godine uzastopce Rally Monte Carlo osvajao sa njim. Znači, evo par interesantnih detalja o autu. Recimo, auto koje ima automatske grejače u sedištima koje sad na termostat se uključuju na 17, isključuju na 24 stepena. To mislim da 95% automobila i danas nema u svojoj ponudi. I tako da veoma je redak i Kako ste došli do njega? Slučajno, već je 15 godina kod mene, ja sam drugi vlasnik. Vidite po samom autu i ne samo po mom, nego po svim ovim autima da je tu mnogo ljubavi, da je mnogo pažnje, nije ovo promocija brzine i snage, nego elegancije, lepote. I da bi dokazali da nije samo vino što starije to bolje, to su i ovi lepotani. Automobil je 15 godina kod mene, od tad se jednu godinu i po dve je bio u restauraciji, ovo ostalo je non stop se vozi. Ne vozi se zimi kad su loše, ovako leti sad od maja meseca, aprila pa do recimo negde novembra sam non stop po skupovima i tako da. Gdje ste sve bili s automobilom? Skoplje, Ohrid, Beograd, Vrnjačka banja, ove godine se spremam za Ljubljanu da idem, Sofija, Blagoevgrad, Niš, tako u regionu uglavnom. Hvala puno i evo da vam se vama. Hvala. Да ни кажете како се викате? Казвам се Милен Михов и съм от Велико Търново. С каков автомобил сте тука денес? С Трабант 601S, произведен 1987 година и от тогава до сега е семейна собственост. Која е карактеристиката на вакви автомобили? Изключително надежни, изключително ефтина поддръжка и, както се казва, няма я държавата, няма я производителя, но Трабанта продължава да се движи. Колку време е љубовта кон ваквите автомобили? 32 години вече е този автомобил. С него съм взел децата си от родилното, с тях ги изпратех абсолвенти на бала им. Кој се го возите?
Още го возя, да, и от Велико Търново до Делчево дойдох днеска на вашия хубав празник. Како ви се допаѓа? Има много автомобили? Много е хубаво. Ние в Търново имаме също такъв празник на 22 март. Той е само за трабанти и двутактови автомобили и знам колко е хубаво и колко е приятно за всички граждани и гости на вашия хубав град. Ни кажете како се викате? Аз се викам Тонио Желязков и съм от град Стара Загора. Со каков автомобил сте тука денес? Автомобила е Opel GT, 1969 година е произведен, 1900 кубически сантиметра му е мотора и е 90 конски сили. Колко време го имате? Аз го имам от 8 години. Що е характеристично за вакви автомобили? Гледаме спортски автомобил. Той е спортен автомобил и един от първите спортни автомобили в Европа, който е с максимална скорост 180 км в час. И е много близък по форма с Chevrolet Corvette. В Германия е произвеждан съвместно с General Motors. 85% са изнасени за Америка, а останалите са по другите страни. То специално съм го купил от Германия. Къде се сте били с него? В кои държави? В Румъния, в Сърбия съм бил 4 пъти, Македония за първи път, в Гърция, Турция няколко пъти съм бил. Имат ли цена такива автомобили? Имат цена около 25 до 30 хиляди евро. Вие некогаш ли ги го чуват? Аз имам през тези 8 години съм правил пълна реставрация. Той е реставриран изцяло и е автентичен и е с сертификат на ФИВА. Това е емблемата на ФИВА и е залепена, минава ли комисия и се води историческо превозно средство в България. Како ви се допаѓа ретрособорот? Не разбрах. Како ви се допаѓа? Гледам, има много возила. Значи, като за пръв път идвам в този град, на мене ми се струва, че е много добре. Като бройки автомобилите не са малко. И това е добре и за в бъдеще. Мисля, че това ще бъде все повече и повече. При нас също, аз от 2004 година съм председател на Ретро клуб Стара Загора. Организатор съм от 2004 година на такива събори. От 50-60 стигнахме до 150-60 автомобила. Миналата година имахме в Стара Загора присъствие. Нашето събитие и събор в Стара Загора става за празника на града на 5 октомври. Винаги предишната или следващата събота, както съвпадне, след 5 около 5 тая година е баш на 5 октомври и празнуваме 25 години от клуба. Това е много. Да, не е малко. Имаме 32 членове в нашия клуб с около 100 автомобила. Да ни се представите ви наш учесник от Делчево, ново е ретро собор, Јован Спасевски от Делчево. Долги години ви гледаме еве низ градот со ова возило. За каков автомобил станува збор? Станува збор за руско возило Москвич, кое е произведен 79 година и на кој аз го користам за товарање. Има голем багажник на кој што товарам по многу железо, има и приколица која носи 2 кубика дрва и 5 човека. Инаку на ова машина има амблем на кој пишува Азлък, автозавод Ленинградскога комсомола. Комсомол значи комунистичка советска младина. Е таа машина рускаја, очень хороше. 100 ходит, 100 горит. Од Москва до Берлин 2 тона бензин. Што најмногу се расипува кај вакви коли или досега? Па не, бензинската пумпа ако се расипе таа е 10 евра или водната пумпа ако се расипе на 10 години и она е 10 евра. И така, ретко, за споните, за 2 лева има делови, си ги правам сам и така, одржувањето е ефтино. Ви користи, значи, секојдневно и ја употребувате? Преколицата, па на неделата поеднаш во село, одам по дрва, некој што сам цигли, некој друг товар, песок, за се се користи. Здравейте на всички, Ивайло се казвам, Ивайло Цветков от България, Благоевград. Присъствам с автомобил Oldsmobile 67 година Cutlass Supreme. Што е карактеристично за овој автомобил? С 5 литров мотор, 5000 кубика,
177 конски сили, автоматична 3-степенна скоростна кутия, оригинален мотор, оригинална кутия, реставрирано е всичко по колата, общо взето външно не е пипано, защото технически за мен е важно да е окей колата. Втора година сте в Делчево? Втора година, миналата година присъствах с Pontiac Firebird. Тая година с тая, с Oldsmobile. Значи ли това дека има добра организация? Организацията ще нараства. В смисъл, всека година сами виждате как се увеличават, от чужбина идват. Ние специално от България сме голяма група, не малко, така че надявам се и до година, може би вече местото трябва да се смени, защото колите нарастват, стават все повече и повече, да има по-голям мегдан. Хубаво е общината да помисли малко, местната община за подобно мероприятие, защото все пак си е някакво културен вид мероприятие, което е важно за всяка една община, за всеки един град, да помага на организаторите за това нещо. Така че това е важно. Сам човек не прави го мероприятие, трябва да има помощ, хубаво место, полиция организирано, да има отцепване район, конвой, колите да бъдат посрещани. Така се прави при нас в България, така че затова го казвам от опит. Да ни се представите, учесник сте во Делчево на четвртата изложба. Мината година не ве видовме, но сега гледаме дека сте тука со прилично доста добро сочуван автомобил. За каков автомобил се работи, гледаме и ако регистрацијата не лажи, автомобилот сигурно е таа година. Да, точно. Јас сум Љупчо Трајковски од Скопје. Автомобилот е од 41 година, Opel Капитан. Мотор 6 цилиндра, 2500 кубика. 55 конски сили, максимална брзина околу 130, 13 литра потрошувачка, тони 300 е се нешто со 1,3, така и лесно е за памтење. Прв пат доаѓам во Делчево, честитам и за ново формираниот, регистрација на новиот клуб на Делчево. Тука сме со пријателите, со повеќето се знам. Како дојдовте до автомобилот? Со возење. Не, до тука дојдовте со возење, но автомобилот како дојдовте до него? Да, автомобилот е купен пред 10 години. Беше, гнил, трул, како да речам, оставен на забот на времето, у двор стоеше, на отворено, буквално мртва кола. И мене ми е, мера кога нешто ќе оживеам, нешто старо, кога ќе го доведам во некоја состојба, да автомобилот повторно си го добија на свое, што си го имал предходно. Колку време трае тој мерак? Од дете мало, со собирање на значки, со марки поштенски, со парички, со не знам што, антика нешто собирам, тави, тепси, пегли на жар, радија лампаши, машини за шиење, така, се нешто од нешто. Имам и моторцикли, нешто така, 2-3 коли имам и тоа е тоа. Предпоставам се појавувате на речиси сиде вакви манифестации. Одам, да, ова е скапо хоби. Треба малце повеќе да ги имат овие автомобили, луѓе што имаат финансиски средства поголеми. Јас сум сепак работник, така, а меракот е голем, па. Има доста учесници, како ви се допаѓа така? Супер, одлично, нека продолжи. На споредба со другите места кај што сте били? Добро, сега е нов клубот, почетоци се развиваат уште. Сум бил, да, и Суботица сум бил и Парачин по Србија, и по другиве градови во Македонија. Има разлика сега, да не набројуваме, тоа се ситни разлики, тоа е тоа. Си треба, финансиски средства треба и за организација, и за се. Ова е сепак култура, ова е еден вид историја што ја представуваме ние, овие возила се возеле на нашите патишта. На некој начин изближување, има гости од Бугарија, од Србија. Да, се знаеме, се видовме со нив и у Парачин ова лето. Од Србија се знам со врањанците, нешто каснат, нешто дефект се. Едното возило е тука Саабот, другите пријатели се дефект кочани. Така имам информација, тоа е тоа.